Предупредувачки штрајк против управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување денес одржаа вработените во фондот. Имено истекува претходно донесената владина времена мерка, сегашните плати да останат до крајот на мај. Но што потоа, за нив е крајно неизвестно. Бидејќи сега веќе доаѓаме во цајтунг на период каде што треба да се донесет и одлука за усогласување на платата, како и вредноста на бодот по 1 јуни, ние сакаме да го предупредиме овој состав на управниот одбор да седне, да си ја сработи работата, да си ги донесе одлуките и да не држи во неизвестност повеќе. Барањата на синдикатот се следните. Значи нашите барања се едноставни, тоа е усогласување на нашите плати со минималната, носење на вредност на бод за од 1 јуни кога ќе ни бидат платите и разрешување на управниот одбор во целосен состав. Ги повикувам, ако сакате пренесете, апелирам до сите надлежни. Не бараме ништо. Бараме да ни останат платите исти, како што се сегашните, и бараме усогласување со пораст на минимална плата, како што кажа Бранко, 2400 денари. Воспротивно, од синдикатот се децидни. Понатаму, доколку ова не се случи до 15 мај, ние од 15 мај ќе започнеме секој ден во сите градови во Република Македонија по 1 сат, 1 до 2 часа да имаме предупредувачки протести, а од сега најавуваме дека на 1.6, доколку не е решено прашањето, стапуваме во генерален штрајк. Освен платите за синдикатот, спорен е и составот на управниот одбор. Управниот одбор се поставува согласно Законот за здравствено осигурување. Таму членуваат 7 лица, од кај што се 2 повереници на државата од Министерството за финансии и од Министерството за здравство со годишно ротирање. Сите други се представници на лекарска комора, на сојуз на синдикати, Сдружение на пензионери, Организација на потрошувачи така натаму. Од тие 7 лица предвидено едно лице да биде пензионер, затоа што се грижи за правата на пензионерите. Во моментов веќе 3 лица се пензионери и едноставно е нарушен духот на Законот за здравствено осигурување, тоест функционирањето на управниот одбор. На проблемот плати, односно задржување на сегашните вработени во фондот, штрајк организираа во февруари, кога и се изборија за владината времена мерка.